Министерке, подготвен ли е македонскиот образовен систем за реформи? Тој се подготвува затоа што самата реформа значи и подготовка на системот за помодерно и поприлагодено образование на наш контекст. Во суштина, самата реформа значи подготовка на нови програми, значи подготовка на наставниот кадар за реформата, инфраструктурна подготовка на системот, за да може сукцесивно, како од година во година влегуваме во горните оделенија, така да и системот биде поподготвен. На некој начин нашето образование има по континуитет потреба од осовременување. И оваа реформа плански го предвидува во наредните 6 години каде и каква инвестиција е потребно да се случи за да може да стигнеме до имплементација целосна на овој нов концепт за основно образование. Пандемијата покажа дека голем дел во одговорноста на организацијата на наставата паѓа на локалната самоуправа и на општините. Ќе биде ли слично и со реформите, ако се земе предвид дека во драфт концептот на многу места се споменува во зависност од можностите на училиштето? Да, заради тоа што секако програмите треба да се прилагодуваат и на самиот контекст на живење, заради тоа што базично секој ученик треба да има излезни резултати кои што се поставени во програмата, но од друга страна, во некои општини може да имат и дополнителни содржини кои што се релевантни за таа општина. Тоа значи и автономијата на одлучување на наставникот да некогаш вметне или исклучи одредена работа која што тој ја смета за потребна, затоа ја воведуваме таа автономија. Од друга страна, некои училишта ги имаат, да речеме, сите просторни услови, некои имаат по-мали или по-слаби просторни услови, но имаат во локалната заедница можности да искористат различни услови кои што ги нуди локалната заедница. Дали е тоа културен дом, дали е тоа одредена компанија која што сака да ги отвори своите врати за да учениците, ако е тоа фарма, да кажеме, да може да се запознаат во природни науки со одредени случувања во таа фарма. Сето тоа треба да го искористиме на локално ниво и така е секаде во светот, затоа што велиме оние што се задолжителни наставни предмети се случуваат во училница и во училиштето. Останатите изборни предмети може да се случуваат надвор од училницата, во и околу училиштето или во локалната заедница. Да не зборуваме за воннаставните активности, дека секако треба и е препорачливо да се случуваат надвор од училиштето, за да ученикот добие формално знаење и во училиштето се случува тоа, но исто така неговото слободно време или она кое што е надвор од формалниот дел како задолжителен дел, да може да се случува и околу училиштето, но периодот на негово дејствување да биде секако организиран и да не зависи од можностите на неговите родители. Затоа што сега да, задолжителните предмети се случуваат во училница, родителите кои што можат финансиски да издржат, ги носат своите деца на различни курсеви, секции и така натаму и плаќаат за истото, додека родителите кои што немаат финансиски можности, овие деца не го остваруваме тој нивни потенцијал. Сега велиме во рамки на училиштето да ги организираме сите овие активности, но не нужно во училница. Предпоставувам овде мислите за часовите за јога и пилатес кои што се споменуваат. Најмалку 100 училишта во земјава немаат спортски сали. Како планирате да се изведе тоа? Така, но ние имаме поголем број од 100 училишта кои што имаат спортски сали од една страна, од друга страна сите училишта согласно стандардот за училишта имаат двор околу нив, имаат и холови во кои што секако може да се изберат одредени спортски активности. Но да не заборавиме дека сите овие активности се изборни врз основа на афинитетите и можностите и на наставниот кадар и на изборот од страна на учениците. А и јога и пилата се изучуваат и во високото образование на факултетот за физичко образование. Да, бура од реакции предизвика предметот историја. Како ќе се менува содржината, особено во делот за Бугарија и Грција? Прашувам затоа што месеци, години пред вас се подпишаа два важни политички договори со Грција и со Бугарија, во кои што беа формирани и две комисии, историски комисии, во кои што учествуваат и наши професори, професионалци. Прашањето е дали делови од подпишаното на Габер и Ѓорѓиев ќе бидат вметнати во новите содржини во овие учебници? Она кое што сега се случува е реформа која што никако не е поврзана со надворешни политички прашања на државата. Станува збор за организирање на нов
концепт на учење во основно образование. И многу ми е интересно што овој концепт се поврзува со надворешни политички прашања на државата, а никој не прашува зошто, например, еве се случува поместување во природните науки. Со што сметаме дека ова е поврзано со договорот Бугарија и Грција, а другово не е поврзано со ништо, но сепак го правиме, затоа што има меѓународни стандарди како треба да се постигнат резултатите од учење на најсоодветен начин во основното или во најраното образование. Така да сметам дека наставните програми, кои што сега ќе се објави конкурс да ги пишуваат професори од релевантните научни дисциплини, од високо образование, но и од основното образование, наставници кои што предаваат, тие ќе утврдат што е она кое што треба нашите ученици да го знаат од постојните предмети и секако дека историја не е поврзан предмет само со национална историја или со воена историја, че станува збор за историја, која што е и на светско ниво, и на европско ниво, и на регионално ниво. И важно е да учениците се стекнат со сите знаења по историја. И на вистина, нашите експерти кои што ќе учествуваат, а ќе бидат најавен повеќе избрани, ќе утврдат кои содржини во кој развоен период учениците треба да ги имаат, со кои излезни резултати и тие ќе ги обединат во интеграцијата, значи поврзување и на другите предмети, географија, граѓанство, историја, за да може да имаат една приказна или целосна слика за периодот кој што го изучуваат. Министерке, зошто промените не почнуваат од педагошкиот факултет? Промените ни се нужно потребни на сите нивоа. Задолжително, затоа што квалитетот во образование се гледа на кое ниво ние со меѓународните и домашните истражувања или тестирања кои што се прават. Затоа ние паралелно со она кој што ни се случува во основното образование, како обука на постоен кадар кој што е веќе вработен, подобрување на програмите, инфраструктурно подобрување, зборуваме и со педагошките факултети кои што треба да размислуваат понатаму да ја следат оваа промена на концепцијата, дека концептот на учење кој што државата го носи сега е овој, а тие понатаму своите програми треба да ги прилагодуваат. Ако вие ги видите програмите на педагошките факултети во време на дигитализација и тоа бурна дигитализација, тие немаат таков тип на предмети, кои што им укажуваат кои платформи да ги користат, на кој начин да се снаоѓаат подобро, како да прават, да речеме, интерактивни лекции кои што се онлайн. Сето тоа треба да биде дел од педагошките факултети и јас сум сигурна, затоа што имаме навистина подршка ние од деканите на педагошките факултети, да тие понатаму си се вклучат, да ги модернизираат своите програми и да понатаму имаме и посовремен кадар кој што директно ќе излегува од тие факултети. Но не треба едното другото да го исклучува, ниту едното другото да го чека. Тоа се паралелни процеси кои што во континуитет треба да се случуваат за да може да постигнеме за во наредните 5 до 10 години подобрено образование. Уште едно од прашањата кои што беа и се специфични, како политички ќе објасните дека албанскиот јазик ќе може да се изучува како странски кога станува збор за службен јазик во земјава? Тука беше унапредување на албанскиот јазик, реално од, да кажеме, изборен, сакавме да го вметнеме во овие предмети и да поголем дел од учениците го изберат, но по дискусии, по дебати, по дискусиите во собрание, пред собрание, утврдивме дека е најдобро да остане како изборен предмет и тоа станува како изборен предмет во целиот овој понатаму период и во наставниот план. Сега ќе го видиме како изборен предмет јазик на заедниците. Министерке, ви благодарам за интервјуто. Благодарам.